Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме на една многу битна тема за вас, а тоа е потенцијален профит кој што доаѓа во следниот месец. Затоа ние направивме на некој начин апгрейд на нашето портфолио, односно во однос на последните случувања на пазарот, одлучивме да додадеме нови 25%. Со тоа што сите 25% беа додадени во Ethereum, затоа и нашето портфолио изгледа малку поинако од претходниот пат, доколку сте гледале видеото, доколку не. Нормално тоа беше на 21.6 го направивме претходното видео, апдейт на портфолиото. Рековме дека ќе бидеме транспарентни и секој апдейт на портфолиото ќе го објавуваме на нашиот канал, со цел да видите зошто, како и каде сме внеле пари и што очекуваме од ваков тип на финансии кои што сме ги направиле, односно инвестирања во крипто сектор. Сега. Значи, денеска ќе разговараме исклучиво за тоа зошто уште 22% од нашето преостанато стейблкоин и кеш портфолио практично го внесовме во Ethereum во овој момент. Значи, рековме дека доколку има подлабока корекција, ако се сеќавате, ќе внесеме 50%, но со оглед на фактот дека таква корекција немавме, се уште сме оваа корекција нагоре, одлучивме дека е време 22% да определиме исклучиво за Ethereum. Ќе ви кажеме и зошто, но прво да поменем уште една за оние кои што не ги гледале овие апдети. Значи, на почетокот направивме видео во кое што објасниме кои се оние коини кои што очекуваме да ги имаме во нашето портфолио во 2024 година пред самиот халвинг, нормално. Со тоа што мораме уште еднаш да објасниме дека првенствено главното инвестирање го правиме на оние први две нивоа, односно првите две нормално биткоин и Ethereum, како и ваков тип на проекти кои што се многу сигурни за инвестирање во криптомаркетот во овој момент, затоа што се уште повторно не можеме да кажеме со сигурност дека дното е остварено. Во однос на дното ќе разговараме на следното видео, каде што ќе направиме детална анализа дали сме го утврдиле и што ни е потребно за да го утврдиме дното. Затоа денес, например, нема да разговараме, само на кратко ќе го спомнеме и ќе објасниме зошто влеговме во овој момент во пазарот со уште 25% од нашето портфолио. Не заборавајте дека ние и пред овие 50%, ова е само од фактички почнување на работата на каналот, од оној дополнителен приход кој што го имаме и кој што сме го собрале заедно со дел од профитот кој што го направивме од претходниот булран во 2021 година. Значи, тоа е уствари нашето преостанато портфолио за алоцирање во овој следен bear market. Значи, ние и претходно веќе поседувавме позиции во овие три коина, заедно со некоја мала количина на Ethereum, со тоа што, значи, тоа беше останато од оној момент каде што чекавме дека биткоин очекувавме да стигне до 100.000, но тоа не го направи, затоа и дел од позициите ни останаа, кои што беа акумулирани во претходниот bear market за 2019-2020 година. Затоа и ово моментално што го гледате се позиции кои што ги имаме од почетокот на каналот и кои што ги градиме во текот на овој bear market, со тоа што, значи, нормално нашата позиција за финансирање постојано расте, ние постојано дел од сопствениот профит на Малта го тргаме на страна со цел да финансираме во престоечкиот bear market, но сакав само да објаснам за оние кои што не се во тек со овие апдејти на нашето портфолио. Значи, на нашиот канал може да најдете посебна плейлиста која што исклучиво е за работа на нашиот канал и за нашето портфолио во 2024 година и што очекуваме. Сега, значи, само уште еднаш брзо да напоменеме дека од почетокот на каналот веќе направивме две алокации. Првата беше на 18.6, тоа беше практично после самиот дип кога цената стаса до 17.5 илјади на биткоин нормално. Значи, отприлика $1,000 потоа негде околу 18.500, така нешто беше, кога направивме купување, односно 25% од преостанатото портфолио го алоциравме во овие три валути. Може да погледнете претходното видео ако сакате да видите како сето тоа следувало. Со тоа што уште еднаш денес, значи, ќе зборуваме зошто уште 25% од ова портфолио, од преостанатото стейблкоин и кеш портфолио го алоциравме во Ethereum. За моментално, како што може да видите, нашето портфолио е претежно Ethereum, односно 57,7%, со Cardano на второ место со 19%, Polkadot 13,3% и Ripple од 10%. Значи, ова се оние главни валути кои што ги имаме, оние некои споредни мали валути нема поента моментално да ги спомнуваме, тоа се некои награди што сме ги добивале за стейкинг или за учествување во одредени проекти, како и например наградите кои што се уште ги добиваме од Polkadot. Тие ќе ги спомнеме понатаму, сега за сега нема потреба да го усложнуваме, значи да останеме само на овие 4 валути, затоа што
вие не сте биле во текот на тие стейкања, например, или например учествување во crowd loans, кога сме ги добиле тие награди, затоа нема да го комплицираме нашето портфолио, за вас да ви биде појасно што и како правиме и зошто. Сега. Значи, во моментов, прво сакам да ви покажам каде се наоѓаме на in the grand scale of things, значи каде се наоѓаме во целосната карта, за да сватите зошто било каков тип на купување во оваа ситуација е сосема оправдано. Значи, како што рековме, ова е генералниот чарт на биткоин во однос на, значи, само ќе го извадам формацијата, ќе ја извадам во моментов, за да можеме да погледнеме солидно каде се наоѓаме. Значи, ова е генералниот чарт на биткоин во Фибоначи секвенцата, представен на логаритмички приказ. Доколку не знаете што е ова што го гледате моментално, ќе ве замолам да го погледнете нашето видео за логаритмички приказ. Значи, тоа е едно од оние видеа во едукациониот сектор, едукациониот блок, каде што може да погледнете зошто е истиот битен, за да не навлегуваме сега во детали за тоа, но значи најбитното што треба да го воочиме во оваа ситуација е дека се наоѓаме длабоко под долните нивоа на Фибоначи секвенцата во целиот овој сегмент на биткоин, каде што можеме да видиме дека овие три нивоа се уствари сегментот во кој што најчесто треба дебело да финансираме, односно дебело да вложиме од сопственото портфолио, затоа што во горниот сегмент се значи практично овие се последните нивоа на Фибоначи секвенцата, овие се најгорните нивоа на Фибоначи секвенцата. Долните нивоа ги користиме за акумулација, заедно со во оваа ситуација, значи затоа што е на месечно ниво, значи Forex, затоа и ги ставив овдека, се 50 и 100 месеци. Значи замислете, веќе биткоин има и вредност од 100 месеци, значи просечна вредност од 100 месеци, каде што моментално гледаме дека 50 месечната средна вредност на биткоин е уствари и главната препрека која што кореспондира со 200 неделната средна вредност на биткоин исто така. Значи моментално гледаме дека исто да ни представува поддршка на цената, но тоа што е најбитно во оваа ситуација да го забележите во овој представ на биткоин чартот на логаритмичкиот приказ со Фибоначи секвенца, дека во историјата секое купување во последните нивоа на Фибоначи било одличен момент за акумулација, додека секое продавање над 50% која што е жолтата линија и најчесто до зелените, односно тоа се последните три нивоа, значи е најдобриот момент за продажба, со тоа што ова е проблемот зашто ние не успеавме да алоцираме целосно портфолиото во стейблкоин и профит, затоа што ние очекувавме дека ќе се придвижи нагоре барем до зелената линија, која што во оваа ситуација ни представуваше буквално таргет кој што го очекувавме 85-86 до 100.000, каде што очекувавме да го продадеме и остатокот од нашето портфолио, но тоа не се случи, не е битно, нели? Лекција за научена за следниот пат. Поентата што е? Значи ние сме длабоко под последните три нивоа, кои што ни даваат дополнителен, како да кажам, значи навистина е време за акумулација. Ние навистина се наоѓаме на многу јаки нивоа, како што во ситуација се наоѓаме овдека на 50 неделната средна вредност, така и на неделно ниво се наоѓаме на 200 и 300 неделната средна вредност. Затоа и како таков, значи моментално овој чарт ни кажува дека е одлично време во било кој овој сегмент да купите. Дали сте купиле на апсолутното дно, негде 17,5 или сте купиле сега на 24, нема да значи ама апсолутно ништо кога оваа цена ќе помине над средната линија на Фибоначи секвенцата и во делот каде што треба да почнеме да вадиме профит. Значи затоа и ви кажувам дека генерално овдека само треба да го алоцирате најдобро што е можно, односно најблиску до апсолутното дно, со цел да направите најголем потенцијален профит во следниот bull market кој што доаѓа. Со тоа што мораме да напоменеме дека доколку ги исклучиме индикаторите, значи нели, сега моментално нема да гледаме во тоа каде се наоѓаме, туку ќе гледаме каде се наоѓаме во овој канал кој што ја држи цената на биткоин уште од самиот почеток. Значи гледате, буквално секој допирање на долната страна на овој канал уште од самиот почеток, уште од 2013 година, првиот апсолутен bull market, значи секој допирање на долната страна на овој канал значило и крај на bear маркетот, односно апсолутно дно во тој bear маркет, со тоа што ние се уште не го добравме и затоа веруваме дека потенцијално се уште имаме простор за движење надолу на цената на биткоин, но не заборавајте дека колку подолго цената се задржува на ова ниво, толку повеќе овој канал се движи нагоре. Што значи дека секое паѓање
во наредните месеци, ќе значи паѓање само до претходното дно, затоа што гледате дека претходното дно 17.500, доколку цената би паднала сега, би била многу близко до тоа ниво. Се разбираме, за да удри од дното на овој канал. А веруваме, овој канал е многу познат на сите трговци и сите го следат истиот во однос на тоа, значи нели, доколку цената дојде овде ќе алоцира многу големи средства. Што е поентата на анализата? Многу луѓе ги следат овие алатки и кога истите се случуваат или кога цената достигнува одредени нивоа, алоцираат огромни суми на пари. Значи тоа е она што сакав да го покажам во однос на логаритмичкиот приказ, затоа што логаритмичкиот приказ ни е најбитен со цел да покажеме каде се наоѓаме во онаа голема представа на биткоин, посебно на логаритмичка база, затоа што на логаритмичка база можеме да ставиме Фибоначи, практично корекција на целиот биткоин. Со цел да видиме каде се наоѓа во самото движење на Фибоначи на целиот биткоин чарт. Затоа моментално гледаме дека се наоѓаме во многу добра позиција и да сте купиле, дури да не сте купиле на апсолутно дно, вие сте во сосема одлична позиција во однос на она што го очекуваме во следниот бул маркет. Значи тоа беше она што сакав да ви покажам во однос на првиот сегмент, односно биткоин логаритмичкиот приказ, дека се наоѓаме на многу добра позиција. Второ, значи повторно, нема да разговараме за дали сме на дно или не, ќе разговараме од моменталната ситуација каков ни е потенцијал. Значи на дневно ниво на биткоин, значи повторно, денеска најбитниот момент зашто сме алоцирале за Етериум е поради Етериум 2.0, односно конечна промена на Етериум од Proof of Work во Proof of Stake. Но морам да ви покажам зошто го направивме тоа и кој е потенцијалот и зошто навистина веруваме дека ќе направиме солиден профит со оваков потек. Значи, како што можеме да видиме, овој потек на биткоин се уште се движи во нагорна линија во самиот канал и гледаме дека, како што рековме вчера, се наоѓавме буквално овде. Се наоѓавме на средната линија на Болинџер бендот и кажавме, во ситуација во која биткоин добие практично позитивна инфлациона стапка во Америка, односно се намали истата барем за 0,5%, а точно тоа и се случи, значи од 9,1 се намали на 8,5%. Значи на оние кои што не гледаа вчера, ова е фактички US Inflation Calculator, онаа страна која што јас ја објавам многу често на нашиот канал, каде што може да видите каква е ситуацијата моментално, значи од 9,1 во јуни, официјално имаме 8,5% инфлација во јули, што е за 0,5%, доколку погледнеме наназад, гледаме дека постојано скакала за 0,5. Ова е прв пат истата да се врати назад. Значи затоа и во оваа ситуација паѓање за 0,5-0,6% е огромен напредок во однос на утврдување на дно на цената на биткоин, но како што реков, за тоа ќе разговараме во следното ниво. Сега само сакав да кажам дека ваквиот пад од 0,6% во исто време кога значи состаноците на Fed, еве чисто да видите Fed meetings. Значи немаме состанок во јули, што значи дека истите нема моментално да направат никакво подесување на каматната стапка. Значи само чисто да го најдеме да видите што станува збор. Значи следниот е во септември. Значи јули во август немаме, следниот е во септември на 20 или до 20 до 21, затоа што веќе остануваат сега 2 дена, што значи дека оваа негативна стапка, ако беше позитивна, ако беше над 9,1 и ако беше голема разликата нагоре, Fed ќе направи emergency meeting во кој што значи ваквиот итен состанок ќе додадат стапка измеѓу овие 2 месеци. Но затоа што стапката паѓа, значи тоа дополнително може да помогне Fed доколку веќе стави стапка да стави многу помалку. За разлика од претходните 3 пати кога исто ја стави 0,75%, овдека сега може да стави например 0,25%, ме разбирате? Затоа, значи ваквото поместување на инфлацијата надолу дополнително им влеја, да речем, доверба на сите оние кои што моментално тргуваат на пазарот дека значи ова ќе трае барем 2 месеци. Што значи дека до следниот состанок на Fed кој што е на 20 септември, ние ќе имаме уште една инфлациона стапка која што треба да биде негде околу 10 септември, за тоа ќе ви известам, каде што ќе биде утврдена стапката за август, каде што исто така ќе мораме да видиме како се до тоа ќе се движи, но имаме цел месец на позитивен сентимент на пазарот, затоа што ова беше главниот двигател на пазарот, моментално нема други никакви случувања што би можеле да допринесат за оваа корекција да продолжи нагоре.
Значи, тоа беше една од главните работи кои што ги очекувавме. Сега, гледаме дека се движи нагоре. Значи, имаме VWAP нагоре, Money Flow, гледайте колку силно се движи нагоре. Значи, во последните неколку дена Money Flow скоро па и е стасано до нулата, што гледаме дека на дневно ниво последен пат над нулата било во 21 март. Тоа е пред самиот огромен пат. Значи, тоа било последен пат кога Money Flow се движел близко до нулата. Гледаме дека и Brown на моментум беше многу расширено, базична и сигнална линија, RSI, сток RSI се уште имаат барем неколку поени до 70, а можеш ти да продолжите над него, зависи од силината на бранот, но поентата е дека биткоин е битен само како показател. Во однос со финансирање, одлучуваме сами каде ќе финансираме, затоа што овој сентимент е многу добар и е многу позитивен. Со тоа што да го погледнеме на неделно ниво, ќе видиме дека имаме уште попозитивен сентимент, затоа што гледате. Значи RSI само што надминал над 30, фактички 37 е само што почнал да се движи нагоре. Гледаме дека бранот на моментум е во солиден пораст и базичната и сигналната линија се разделечени. Гледаме дека Money Flow повторно, гледате, повторно е близко до нулата. Значи последен пат кога бил над нулата, тоа било на 18 април, но поради тоа што многу потешко му е на flow of money на неделно ниво да се симне, затоа што има гледайте колку позитивен прилив на пари имавме претходно. Добро, сток RSI е единствениот кој што е малку висок, 84, но останатото како што можеме да видиме се е во позитива. Што значи дека имаме солиден момент за реална корекција нагоре, што може да оди, да не претеруваме, може да оди и до средната линија на во оваа ситуација Болинџер бендот на неделно ниво, кое што дополнително кореспондира и со оваа свеќе, кое што е единствената во обратна насока, затоа и ќе ја поставиме, но ќе смениме во бело, затоа што треба да биде фактички лијаково, но нема да се... Чекај да видиме дали. Да, подобро лијаково. Па, не баш. Не, ќе ставиме бело, значи на неделно ниво ги ставаме сите лијакови, но не се познава. Значи затоа ќе го ставиме ово овде, кое што дополнително кореспондира, гледате, со 0,382 од овој голем потек од претходниот врв, локален врв. Значи, таа корекција има логика, доколку овој сентимент продолжи и понатаму, го надминеме ова дно од Тера Луна падот, заедно со 23,6% Фибоначи ретракцијата, која што е многу слаба, значи да бидеме реални, и над неа гледате што случува. Значи, кога ќе го поминеме овој сегмент, имаме буквално гап во VPVR, што значи дека овдека немаме скоро никакви трансакции никогаш во историјата на биткоин и немаме никаков отпор се додека не стасаме до ова свеќе кое што е обратно од целиот бран, 38,2% е Фибоначи ретракцијата, како и полето во кое што очекувавме да го акумулираме затоа што беше претходен многу солиден, гледате, значи ова е многу солиден отпор кој што го пружаше на цената, но поради одредени ситуации паднавме под и средната вредност на Болинџер бендот. Значи реално ова би било максимално што ја очекувам да го достигне од оваа корекција, да речеме во овој следен месец, доколку добиеме солидна корекција на биткоин, затоа што од званичниот пат ние корекција не сме добиле таква. Гледате, че не сме добиле солидна корекција во која што можеме да кажеме дека сме имале добро. Иако ова не беше лошо, но ова беше на некој начин луѓето очекуваат дека истата можеме да продолжи затоа што е дел од каналот. Но од моментот кога навистина сме уверени дека е bear market, значи гледаме дека ова би била првата солидна корекција која што ја добиваме, која што не значи дека повторно не можеме да добиеме втор пат надолу, но во моментов е битно да се држиме до значи информацијата дека можеме да направиме солиден профит. Само накратко, DXY во пад, тоа што го очекувавме, вчера беше негде околу Болинџер, средината на Болинџер бендот, како што рековме, доколку имаме негативни вести, требаше истиот да пробие нагоре и обратно ќе падне надолу. Точно се што кажавме се случи, може да погледнете видеото вчера, ќе видите дека буквално се што кажеме испадна така и можеме да видиме дека повторно имаме пад надолу во секој сегмент од корекцијата на DXY, што може да значи подлабока корекција во претходниот бран, и уште појак камбек понатаму, да речеме, кога и иста корекција на биткоин ќе заврши. Значи ова е завршено. Сега, најбитната вест за која што денеска го направивме ова видео е зошто алоциравме 25% од нашето преостанато стейблкоин портфолио во Ethereum. Значи, прво да објасниме што е веста. Најбитно што треба да знаеме за Ethereum Merge е дека истиот ќе премине од Proof of Work во Proof of Stake. Со тоа што ваквото преминување на Proof of Work во Proof of Stake досега не било направено во целата индустрија. Значи ова е револуционерен потек на Ethereum кој што му требаше цели 4 години па и повеќе. Значи истиот најавата за истиот од 2017-2018 година во тој булран
а се уште значи истите работат на реализирање на ова преминување од Proof of Work во Proof of Stake, каде што сите мајнери ќе бидат исклучени, значи мајнерите веќе нема да може да работат на Ethereum мрежата, поради фрлање на difficulty bomb, затоа може подлабоко да погледнете во нашето видео каде што објаснуваме што ќе биде мрџот и како се тоа ќе се случува. Значи ви предлагаме да го погледнете затоа што таму детално објаснуваме што треба да представува мрежа, што ќе се добие, што ќе се изгуби и слично. Со тоа што денеска само треба да го објасниме скелетално за да сватите каква е ситуацијата и зошто тоа се случува. Значи, кога ќе се случи тоа, еве чисто да ви објаснам каде е позитивата во доколку навистина успее. Значи, со моментот, еве, ова е, значи гледате, јас се обидувам да ви го покажам ова на Google затоа што овие информации на Google се проверени и препроверени пред истите да бидат објавени, затоа што се ова информации кои што Google ги нуди, и истите мора да бидат потврдени од самата компанија или од девелоперите кои што работат на програмот, за да можат да стојат како информации на Google. Со тоа што, значи, моментот кога ќе се направи промената на Proof of Work во Proof of Stake POS, ќе добиеме така наречено triple halving, односно вредноста на Ethereum ќе скокне толку многу еднакво на цената на биткоин која што би скакнала доколку се направи 3 пати халвинг. Значи замислете кога ќе се намали supply-от на биткоин за половина на секој халвинг, тоа е на секој 4 години, замислете сега една година да направиме 3 пати халвинг во истата година, во истиот момент. Значи тоа значи дека наградата ќе се намали половина, уште еднаш половина и уште еднаш половина. 3 пати на половина ќе се намали наградата за биткоин, замислете колку голем supply shock ќе има, односно колку ќе се намали наградата која што се распределува во светот и колку после тоа значи знаеме дека колку е поретко нешто, толку е повредно. Истата ситуација во Ethereum ќе се случи, значи затоа и се нарекува дека ваквиот тип на промена од Proof of Work во Proof of Stake со нодови наместо мајнери, значи ќе дојде до моментот, гледате, значи ова е повторно информација одобрена од Google, претпоставам, нели, чекирана и одобрена од Ethereum во исто време, може да погледнете секаде. Многу луѓе разборуваат за triple halving на Ethereum, што значи дека неговиот supply, односно количината, нема да се намали на пазарот, туку ќе се намали неговата награда фактички, она што луѓето го добиваат за работата на мрежата на Ethereum, 80 до 90%. Со тоа што дополнително да не забораваме на burn механизмот, значи burn механизмот кој што постојано гори дел од фисот кој што ги има на Ethereum, значи секоја трансакција која што е направена на Ethereum, дел од фи, односно од цената на трансакцијата е изгорена, значи пратена е на непостоечка адреса и истата никогаш нема да се врати. Со тоа што гледате, скоро 5 билиони долари вреден Ethereum досега е изгорен и нема никогаш да може да се врати. Сега, нивната идеја е да се намали наградата за трансакциите и да продолжи овој брн, со тоа што се верува дека инфлационото дејство, значи, овде како го најдавме инфлационото дејство, за да може да ја покажам што уствари тоа очекуваат самите од Ethereum, значи по моментот на остварување, ова е септември фактички, кога се очекува на вистина да успеат да го направат овој мрч. Значи гледате инфлацијата од некој над 2,5, значи официјално според самата компанија Ethereum инфлацијата е негде до 4,5%. Да падне под нулата, затоа што имаме намалување на наградите, а имаме дополнително на тоа и burn. Што значи дека голема веројатност дека Ethereum со помош на овој механизам burn ќе дојде наместо да биде инфлационо, да биде дефлационо. Значи замислете сега најнаш имате средство кое што во светот во среда економска криза вас ви нуди наместо инфлација, односно намалување на неговата вредност со текот на времето, дефлација, односно зголемување на неговата вредност со текот на времето поради овој burn механизам. Значи ова што го прави моментално Ethereum е ништо ако не е револуционерно. Знаеме дека Ethereum се движи многу бавно, знаеме дека се што треба да биде на Ethereum направено затоа што неговата мрежа е огромна, значи поради тие причини знаеме дека многу тешко се случуваат ствари на Ethereum. Тоа е нормално, значи се што мора да биде донесено со помош и гласање на мајнерите, истите треба да се усогласат, истите треба да го направат тоа во ист момент, но битно е дека ова навистина се случува. Сега да видиме колку е реално. Значи, во моментот кога беше кажано дека треба да се направи Ethereum 2.0, уште на самиот почеток негде во 2018
2019 година, кога јас се тоа почнав да го следам, беше кажано дека треба да бидат направени 3 тестнета, односно тоа се 3 имиња кои што мора, са нели, тоа насти се имиња, но во самиот Ethereum овие 3 тестнета некогаш потребно и цела година за истите да бидат реализирани. Првиот беше Ropstein, вториот беше Sequoia, со тоа што овие две официјално се направени и овие тестнети практично се официјално реализирани на Ethereum мрежата и остана уште еден, Goerli. Со тоа што Goerli се уште не знаеме кога тоа ќе се случи и еве денеска 11 август, значи еве официјално оваа вест од 11 август, може да видите овдека. Значи официјално последниот тестнет е успешно направен. Значи не дека ќе се направи, туку последниот тестнет Goerli е успешно направен и мерջ практично споен со самиот Ethereum механизам. Со тоа што со завршување на овој тестнет на крајот на септември може да се очекува конечно дека мрџот од Proof of Work во Proof of Stake ќе биде официјален и ќе биде направен. Значи сега од ова не може да добиете подобар предвестник, затоа што ова е официјалниот момент каде што со овој тестнет се докажува дека мрежата на Ethereum е спремна за да може да го направи овој потек од Proof of Work во Proof of Stake мрежата, што би го направил трипл халвингот, што би направил огромен потек на цената на Ethereum нагоре, затоа што се намалува неговиот supply, а сите тоа многу добро го знаат и сите би сакале да заграбат што може повеќе од истиот, затоа што цената се очекува да расте ненормално. Сега нели, никој не може да предвиди што ќе се случи. Секогаш постои ризикот дека можеби мрџот нема да биде успешен. Значи не можеме да го знаеме тоа се додека не погледнеме што ќе се случи негде околу втората половина од септември, кога се очекува овој мрж да биде готов, но значи дури и да тргувате од типот buy the rumor, sell the news, значи сте добиле некои информации, сте купиле пред луѓето да разберат за тоа во светот, кога сите ќе почнат да купуваат, вие само да продаете. Мене да го прашувате како инвеститор, јас верувам во Ethereum затоа што Ethereum досега сите, значи на сите им покажал дека е еден од најјаките проекти на криптосферата и дека тоа и ќе остане. Затоа јас на пример Ethereum држам во голема количина на моето портфолио и ќе продолжам да држам, само што се обидов да го купам на помала цена. Јас навистина очекував корекција на истиот негде до практично кога гледавме последниот пат, ако се сеќавате, очекувавме дека ќе има корекција затоа што беше oversold, значи беше навистина, overbought, навистина беше overbought и очекувавме дека ово поле ќе даде корекција надолу, значи да купиме уште еднаш на негде околу 1300, како што рековме на врвот на ова акумулационо поле, но тоа не се случи. Во ред, значи крипто е таква сфера каде што не може да ги предвидите сите економски фактори, затоа мора да се прилагодите. А DCA ви го нуди точно тоа. Значи прилагодувањето со DCA ви нуди и да погрешите, да може да купите и да не ви биде проблем со оглед на фактот дека поентата е да купите на што пониска цена и да направите што пониска средна цена на вашиот Ethereum. Тоа е најбитниот момент. Сега, да се вратиме овде. Значи доколку ова успее, може, значи од нормален раст на цената на Ethereum да добиеме ненормален раст на цената на Ethereum. Не знаеме сето тоа како ќе се случи, но знаеме дека огромни играчи купуваат Ethereum како никогаш досега. Значи не заборавајте дека Ethereum како втор најголем проект во секој случај е еден од најбезбедните проекти кои што може да ги имате. Значи неговото држење секако ви е позитивно за портфолиото. Но дополнително со ваков тип на вести, ние дури и прераспределивме мал дел од останатите коини кои што во моментов не ни се битни, да речеме, нема некои големи вести за нив, како што беше Ripple на пример, ги прераспределивме во Ethereum поради ваквата вест која што е, верувајте ми, еднаш во 100 години. Значи вакво нешто не знаеме кога повторно ќе се случи, посебно на, замислете колку е масивно да се случи на вториот најголем криптокоин. Сега, тоа е во однос на, значи веста е официјална. Може да погледнете и сами, Goerli последниот тестнет официјално е успешен и се очекува, значи веќе нема никакви пречки. Се што треба да се направи е да се премине од Proof of Work во Proof of Stake и со тоа се очекува следниот, сега знаете како кога ќе сонуваме, нели, големо. Ако се сеќавате, јас пред тоа направив едно видео каде што разговаравме за The Flippening. Значи Flippening е поим кој што е исклучиво наменет за Ethereum и Bitcoin, односно идејата дека
можно е Ethereum да го премине биткоин по market cap, а никогаш не било по-близко од овој момент. Сега ќе ви кажам и зошто. Значи, чисто да отвориме прво да видиме каква е ситуацијата на CoinGecko. Како и секогаш CoinGecko го користиме затоа што е многу потранспарентен во однос на информациите, затоа што е независна организација за разлика од CoinMarketCap кој што е директно поседуван од Binance и затоа постојано ми го кажувам ова. Значи јас Binance го почитувам како трговачка платформа, го користам постојано, но не и како компетитор на пазарот затоа што е многу нелојален. Значи не може да го поседуваш најголемиот индикатор за цени на пазарот и да го злоупотребуваш во своја корист, тоа е значи неопростливо. Како и да не навлегуваме во таа тема. Значи, моментално market cap на биткоин е 468 билиони за разлика од 226 билиони на Ethereum. Што значи дека грубо кажано Ethereum е два пати помало во market cap од биткоин, со некои 20-30 билиона разлика. Не 20 билиона. Добро, како и да е. Значи, голема разлика станува збор. Станува збор за, значи треба Ethereum дупло да рипне во market cap за да би дошол дури и блиску до market capот на биткоин. Но идејата што е? Замислете дека наеднаш биткоин циклусот од 4 години веќе не е доминантен. Значи, циклусот на биткоин од 4 години е доминантен поради една причина, затоа што е најголем и прв криптопроект во светот. Замислете што ќе се случи кога наеднаш Ethereum го премина. Наеднаш целиот овој циклус веќе е сосема поинаков. Зошто? Затоа што Ethereum ќе биде најголем по market cap и истиот ќе диригира што ќе се случува на пазарот. А Ethereum за разлика од биткоин нема 4 годишни циклуси. Сега не можеме да знаеме што ќе случи, можеме само да спекулираме. Значи ова е нешто што мораме да го земеме во предвид затоа што финансиите се, ако ништо друго, барем 50% шпекулирање. Значи може да направите 50% анализа и да бидете подготвени, но делумно повторно останува на вас да утврдите дали нешто има потенцијален добиток повеќе од нешто друго. Затоа што многу работи во финансиите, економијата не може да ги предвиди. Значи не може да предвидите дали утре нема да почне војна помеѓу Америка и Тајланд. Затоа некогаш на вистина треба да верувате во она како проект, да речеме, што сакате да финансирате, наспроти дополнително што мора да се подготвите и со техничка анализа. Сега, идејата на флипенинг е дека, значи моментално гледате, 48,2% е разликата помеѓу маркет капот на Ethereum до маркет капот на биткоин, односно потребни 51,8% за официјално да може Ethereum да го стаса маркет капот на биткоин. Значи на овој чарт кој што може да го погледнете, јас го користам, значи blockchaincenter.net en English at flipping. Значи добро, може лесно да го најдете, само пишете flipping и ќе ви го даде, ова е првиот чарт, ова е првата страна која што е посветена на тоа. Сега, чисто вака е подобро, ја мислам, за да не волоточи. Значи гледате што се случува. Идејата е дека кога ќе се случи овој трипл халвен и кога неговиот supply ќе се намали до 80-90% на пазарот во однос на наградите кои што ги добиваат сега во случајов нодовите за разлика од proof of work мајнерите, значи прво луѓето ќе прибегнат кон купување што може повеќе затоа што ова нема да се случи повторно. Ова е еден настан и тоа е тоа. Тука завршува се. Второ, кога ќе се намали наградата, автоматски самиот економски циклус на одредено средство го прави толку многу атрактивно, затоа што луѓето знаат дека кога намалена наградата за разлика од претходно, истиот ќе порасте во цена енормно. Сега, тоа нели, оди рака до рака, маркет капот оди заедно со цената. Колку поголем маркет капот, колку повеќе расте маркет капот, толку повеќе расте и цената. Затоа ќе ви кажам, иако значи имаме и некои други, како што е например Active Address Flipping, Transaction Count Flipping, ова се некои други да речем вредности во криптосферата кои што дополнително нели треба Ethereum да го флипне биткоин, во некои и успеал да го флипне, како и да е. Ова е главниот и најбитниот. И значи можеме да очекуваме дека тоа може и да се случи во наредните неколку месеци. Не можеме да знаеме дека тоа не го погледнеме. И има многу луѓе кои што веруваат дека биткоин никогаш нема да биде наменет во маркет кап, во ред. Тоа е една од можностите, но мораме да бидеме отворени кон други можности затоа што овие работи се случуваат. Значи на официјално 19 септември се очекува да биде направен овој потек на Ethereum, во кој што практично Ethereum влегол со се или ништо, затоа што ако овој потек не успее, може да настанат многу големи проблеми за Ethereum мрежата. Затоа ние секогаш имаме и втора опција, каде што само во ситуацијава имаме вториот по големина
и на некој начин и третиот по големина, значи Solana не го рачунам затоа што Solana е толку нестабилен, тоа е ненормално. Значи вториот и третиот по големина Layer 2 солуција на пазарот, што значи дека и да се случи нешто со Ethereum, ние ги имаме следните токени за да можеме да се надополниме, затоа што тој капитал од Ethereum, ако нешто се случи со него, сега зборуваме и да има 5% да се случи, ако нешто се случи, тој капитал негде мора да оди. Се разбираме? Што значи дека мора да се влее во следните Layer 1 солуции, затоа што нема друг избор. Значи, ти ако веќе си инвестирал во крипто, во тој сегмент, значи едноставно големиот дел од тие пари сигурно ќе се вратат во следните Layer 1 солуции, затоа што ако падне евентуално мрежата на Ethereum, сите тие проекти мора да одат некаде. Значи не може само да престанат да постојат, сите тие проекти ако веќе не може да рачунаат на Ethereum, ќе отидат во некои од другите проекти, а ние ги имаме. И Cardano и Polkadot како еден од големите држења во нашето портфолио кои што моментално ги имаме. Затоа 25% ние алоциравме моментално на Ethereum во исчекување на овој момент. Значи, иако е се или ништо, верувајте ми за Ethereum со таков market cap да одлучи дека ќе го направи тоа, значи дека е многу уверен во тоа што го прави, а да не забораваме дека се подготвуваат за ова веќе 5 години. Затоа ние веруваме во овој момент на Ethereum и веруваме дека на вистина ќе успее да го направи тоа, а доколку тоа се случи ќе биде позитивно за сите. Сега чисто од техничка анализа да видиме што се случува на Ethereum и да видиме кој е потенцијалот. Значи, дури и тоа да се случи утре, ние имаме солиден потенцијал за Ethereum да се движи нагоре, затоа што да се вратиме на месечно ниво, па да направиме целосна анализа на Ethereum и да видиме што се случува. Првенствено, Ethereum се наоѓа точно во оној блок во кој што рековме дека ќе го акумулираме, со тоа што не очекуваме дека ќе има дополнителен пат до месечно 50 месеци средната вредност на Ethereum на месечно ниво, со тоа што, нели, оваа корекција е добра затоа што ние акумулиравме негде и во овој сегмент доле, во претходното видео, може да погледнете кога и како сме купиле. Значи ние купивме на вчерашниот ден 1 час после официјалното значи чисто да ви покажам како тоа изгледаше. Значи после официјалното известување во 2:30 по наше време, ние купивме 25% од нашето портфолио во Ethereum. Сега чисто да ви покажам како тоа изгледа. Да речеме дека певме дел од овој памп. Практично, да кажем, ние негде купивме околу 1700-1750, така нешто беше, затоа што во моментот кога купуваш, чекајте што се случуваше. Затоа што оваквата позитивна вест за Ethereum е многу добра за целиот пазар, затоа што нема да има никакви рестрикции од страна на Fed. Значи, инфлацијата падна, што е одличен предвестник на раст на цената на Ethereum, затоа што немаме пречки, но идејата е дека во овој момент, кога дознавме дека тоа ќе биде официјалната стапка, јас веќе имав наместено да се купи и иако беше огромен моментот кога постојано сите купуваа, нормално гледате го интересот во истиот час, значи ние успеавме да купиме и како што ви реков, купивме негде околу 1750, така нешто. Значи во моментов ние сме и во солиден профит од тоа, но нормално. Нас идејата не е да отргуваме ова поради buy the rumor sell the news, нас идејата не е да го чуваме ова во наредниот bull market, затоа што јас верувам дека многу од луѓето кои што ќе направат краток профит на Ethereum и ќе го продадат сега ќе бидат многу да речем ќе бидат лути сами на себе си кога ќе дојде моментот на вистина Ethereum да го покаже своето лице во овој следен период откако на вистина ќе се случи тоа. Значи не заборавајте, цената ќе расте на Ethereum до 19 септември. Но доколку биде успешен, истата ќе расте понатаму уште повеќе, затоа што значи замислете намален supply на 80-90%. Тоа е исто како да сте купиле биткоин на дното и да го продадете пред халвингот. Значи нема логика да го продавате на халвингот. На халвингот кога ќе се намали саплајот, дури тогаш почнува бул ран. Тоа е исто и во случајот со Ethereum. Значи на 19 септември кога ќе се случи овој трипл халвинг успешно, тогаш дури ќе почне подемот на Ethereum. Иако можеби ќе има корекции затоа што многу од тие луѓе што купиле сега ќе сакаат да го продаат, затоа што ја верувам дека ќе има голем напредок на цената на Ethereum, тоа не го менува фактот дека понатаму со ваков тип на трипл халвинг неизбежно е економски за едно средство да не продолжи да расте и тоа експоненцијално. Значи, еве можеме да видиме, сега да се вратиме чисто на месечно ниво каде што разгледувавме. Значи, гледајте, на месечно ниво има огромен потенцијал за раст. Значи, ние се наоѓаме на 50% со RSI, кои што од овде барем до оверсолд може да оди и до 70, тоа се 20 поени, а историски, значи Ethereum стасал и до 99. И со ваков тип на трипл халвинг ништо не го исклучува тоа дека може да се случи. Гледаме дека VWAP е заоблен во солидна корекција нагоре, money flow е позитивен, значи гледајте, Ethereum
па практично никогаш не влегол во негативен money flow на месечно ниво. За облување на моментум, кое што ако се случи ова успешно, јас верувам дека на месечно ниво ќе добиеме корекција нагоре, што ќе значи локално дно и ќе значи прекршување на бранот на моментум, што е многу голем позитивен фактор во оваа ситуација за движење на цената нагоре. Значи гледаме дека сме направиле баунс од 50 месечната средна вредност на Ethereum и повторно се наоѓаме на неделно ниво, еве чисто да ви покажам каде точно се наоѓаме, зашто е многу побитно. Значи неделно ниво, гледате, ова е една свеќе во овој цел bull market, која што представуваше и се уште представува отпор на цената на Ethereum. Гледате. Значи затоа е ставено ова големо бело поле, затоа што гледаме дека цената имала еден обид за кршење. Сега ако влеземе во дневно ниво ќе видите дека многу тешко се движи ни сето ова, но нели, се уште е овде. Нешто што би сакал да додам во оваа ситуација е VPVR. Значи ќе го додадеме чисто да видиме каква е ситуацијата на VPVR, за да можеме полесно да утврдиме некои работи. VPVR. Да, само треба да го подесиме. Значи јас секогаш ставам на лева страна со цел да може да значи row size 200 за да ни даде по-детални информации и овде ќе го ставиме на лева страна со цел да можеме да гледаме подобро. Каде беше сега? Right, left. Тоа. Ево. Значи гледаме дека моментално се наоѓаме на голем кластер на отпор, каде што моментално се наоѓа цената. Гледате. И дека во овој сегмент најголемиот дел од тргувањето на Ethereum се случувало, но ваков тип на вест, гледате. Точно се наоѓа фактички нова сигнална линија каде што се обидува да пробие. Значи до крајот на оваа недела ќе знаеме дали успешно ќе ја пробие оваа сигнална линија, што ќе биде многу позитивен фактор дополнително за Ethereum. Се наоѓа внатре во оној триаголник кој што излезе, значи ретестот е успешен и влеговме внатре. Гледате, и моментално многу битна работа. За разлика од сите други валути, Ethereum е првиот кој што се наоѓа на Bollinger Support Band. Само да ви покажам зашто станува збор, ќе го исклучиме ова за да може да погледнете. Значи ова е не Bollinger Support Band, ова е Bull Market Support Band. Значи 20-21, 20 и 21 неделна средна вредност. Со тоа што значи нема да објаснуваме што е Bull Market Support Band, може да погледнете, за тоа имаме видео. Значи моментално ќе правиме ретест на овој битен индикатор кој што кога цената се наоѓа над истиот, се наоѓаме во bull market. Кога цената се наоѓа под истиот, се наоѓаме во bear market. Што значи дека успешен пробив и ретест на ова би значило и успешно продолжување во нов bull market уште сега на Ethereum. Повторно, тоа не значи дека случаи треба да следиме, но идејата ни е дека подобро е да алоцираме уште сега во Ethereum 25%, отколку да чекаме дека ќе направиме корекција која што нема да се случи сосем посебно поради ова позитивна инфлациона стапка која што добивме. Затоа алоцираме голем дел од нашето портфолио во Ethereum, но сепак гледате дека ние имаме се уште 50% останато да видиме што ќе се случи. Значи не можеме да влеземе со се во проект се додека не видиме дека ќе има она што го очекуваме, успешен да речеме merge од Proof of Work до Proof of Stake. Ние и понатаму ќе внесеме Ethereum. Тоа не е уопште прашање, но можеби ќе се случи корекција, затоа и оставаме дел од нашето портфолио за евентуална корекција, да можеме да влеземе уште пониско, како на Ethereum, така и на останатите коини, но мора да бидете, тоа со DCA. Не може да влезете колку и да е нешто сигурно, не може да влезете со се затоа што никогаш не се знае што може да се случи. Прост пример, земете ги за пример оние кои што инвестираа во Terra Luna. Значи, овдека ние се уште сме во корекција, иако оваа корекција е над 78, се уште сме, затоа можеме сега да го избришеме Fibonacci, затоа што моментално не ни е потребен. Гледаме и кај дневно ниво моментално цената е точно на Bull Market Support Band-от. Значи, мораме да видиме што ќе се случи, дали ќе имаме корекција можеби од горната страна на триаголникот за повторно да влеземе со уште 25% во Ethereum, посебно поради тоа што моментално го очекуваме нормално, и да видиме што се случува само на дневно ниво. Гледайте, ова е откако луѓето дознаа за Ethereum, а ние купивме практично негде овдека на дното. Значи, тоа беше еден иако мал дел, но сепак уште во тој момент алоциравме одреден дел од нашето портфолио во Ethereum. Гледаме дека и на дневно ниво имаме масивна корекција нагоре, конечно на дневно ниво ќе влезе во позитива на money flow, тоа што веќе го разговаравме, на дневно ниво направивме оваа анализа. Значи гледаме дека потенцијалот за раст на
на Ethereum е солиден, е многу голем. И затоа јас верувам дека може да изненади комплетно и верувам дека потенцијалот за флипенинг на Ethereum и Bitcoin никогаш не бил поголем од сега. Иако можеби шансите се мали, тоа не го менува фактот дека не може да се случи. Значи криптосферата до сега не изненадила многу пати кога најмалку сме очекувале. Затоа, значи ќе напоменам уште еднаш. Ethereum во оваа ситуација заедно со ADA, затоа што ADA дополнително исто така има Vasil hard fork моментално ќе се случи во овој или почетокот на наредниот месец, тоа значи дека и Ethereum и ADA имаат солидни индикатори и солидни вести за движење на цената нагоре, но ADA нема ни блиску до она што моментално го има Ethereum во однос на овој трипл халвинг што треба да се случи. И да не заборавиме исто така уште една многу битна работа е дека во моментот кога ќе премине од Proof of Work во Proof of Stake, Ethereum станува крајно незагадувачки проект, затоа што значи количината на електрична енергија која што е потребна за произведување на майнинг на Ethereum е огромна. За разлика од тоа Proof of Stake користи 0,1% од таа електрична енергија која што користи Proof of Work. Што значи ќе биде многу по атрактивен како за државни институции, така и за големи корпорации, затоа што држење на големи средства во ваков тип на средство кое што не загадува е многу позитивно во однос на целата онаа политика во светот на climate change и обидите да се запрат овие промени во климата. Значи затоа ќе кажам дека и ова е уште еден многу битен фактор, иако вас тоа многу не ви значи. Значи верувајте ми, на големите играчи многу им значи конечно да премине Proof of Stake на Ethereum. Сега, пред да завршиме со ова видео, значи како што рековме, на следното видео ќе направиме анализа дали сме на дното. Значи ќе направиме исклучиво анализа во однос на Bitcoin, дали сме конечно оформиле дно. И уште еднаш сакам само да ви покажам нешто многу битно, во она што ви го вети вчера, е да видиме што се случило вчера со оние кои што leverage трейдале. Значи да, и ние купивме, но нашата позиција е инвестициска и е за многу долг рок. За разлика од тоа, оние кои што мислеле дека знаат што ќе случи на пазарот, кога го гледавте вчера видеото, јас ви реков дека пред, тоа беше само половина час или час пред објавување на тој резултат, значи и shorts и longs беа негде околу 10 до 20 милиона, ако не се лажам. Гледате што се случило откако објавено, значи оние кои што знаат дека ќе оди short или ќе оди long, гледате. 217 со 150 милиони ликвидирани во shorts и longs. Само во еден ден. Значи, ако можеме да го ставиме, сега ајде да не го ставиме на еден ден да видите како тоа се случило, добре, ајде, ќе оставиме чисто да видите, само проблемот е што на 12 часа мислам дека ќе може. Еве да видиме што се случило, значи тоа е практично вчера, проблемот е што имаме само два дела. Само да видам дали. Да, гледате. Значи ова е првиот дел од 10 август, каде што тоа што ви го кажам, 20 со 53, првите 12 часа од 10 август, вторите откако резултатот бил официјално кажан, гледате. Прво шорт со оние кои што мислеле дека ќе има повисока инфлационна ставка, 200 милиони, а потоа и лонг 100 милиони затоа што верувам дека ставиле лош стоп лос. Значи гледате, скоро 300 милиони се ликвидирани откако, значи гледате од 2 часа, точно Значи откако е објавена веста, 300 милиони луѓе се ликвидирани кои што работеле со леверидж. Затоа нашиот канал никогаш нема да препорачува леверидж. Купете, држете, да, DCA постојано. Значи DCA е најдоброто што може да го направите, посебно ако не сте професионален трейдер. Но леверидж е нешто најлошо што може да го направите затоа што комплетно ќе ве разочара во тргувањето или во инвестирањето, затоа што верувајте ми и да добиете првиот, вториот, третиот пат, еднаш сигурно ќе изгубите, ако ќе изгубите толку лошо што верувајте ми ќе ве обесхрабри. Нели, нормално, поентата е да не се обесхрабрите, криптосферата е само на почетокот и ваквиот тип на големи вести како Ethereum Triple Halving на 19 септември е одлично за целата криптосфера и би напоменал уште еднаш, јас не можам да ви кажам финансиски совет дали да финансирате или не, но ние како тим алоциравме голем дел од нашето портфолио во моментов на Ethereum во исчекување на овој Triple Halving, затоа што навистина веруваме дека истиот ќе биде успешен и ќе се случи, посебно после 5 години спремање и 3 официјални, успешни, без никаков проблем тестнети. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ова видео поголем дел од вас ќе го погледнете, затоа што е многу битно и е ограничено со време, затоа што сето ова мора да биде направено сега. Знаете како најчесто кога имаме вакви вести, многу од луѓето купуваат рано и после кога веќе касно ќе дознаа остатокот од светот, кога ќе се обиде да влезе во акцијата,
ќе бидат ликвидирани пред самиот евент, што ја верувам дека ќе се случи, ќе имаме пад на цената на Ethereum на моментот на халвингот, а потоа ќе имаме повторен раст затоа што ако биде успешен халвингот, очекувајте дека цената на Ethereum ќе биде драстично поголема од се она што досега сме го виделе. Ве благодарам уште еднаш, имајте добар ден, се надевам дека ова видео ќе ви помогне околу вашето портфолио и се гледаме во следното видео на каналот на CryptoGaming.